Тетовчанка купувала мебел на социјални мрежи, па останала им без пари, им без мебел. Овој случај е последниот од многуте онлайн измами кои се регистрирани во изминатиот период. 47-годишната жена од Тетовско била измамена за 550 евра од лице кое се представило како представник од фирма за мебел. Откако се сретнала со него, таа му ги дала парите како капар, но потоа лицето исчезнало, а услугата не била извршена. Од МВР постојано апелираат да се внимава кога се купува онлайн. Во текот на изминатава година до нив се пристигнати 18 пријави од физички и 3 правни лица за злоупотреба на платежни картички. А само од почетокот на оваа година има добиено вкупно 22 пријави за измами на интернет, при што дел се за злоупотреба на платежна картичка на интернет, дел фишинг измами како инвестициски измами за криптоформи. Најчесто злоупотребите на платежните картички на граѓаните се направени на веб сајтови на интернет за нарачка на одредени производи или за уплата на некои услуги во земјава или странство. Имено податоците од платежните картички најчесто претходно се прибавени од страна на криминалците со фишинг измама. И од Агенцијата за заштита на потрошувачите велат дека е зголемен бројот на поплаки за онлайн купување на веб страни, социјални мрежи и платформи за продажба. Само изминатава година биле пријавени 744 случаи. Најчесто кај продажбата, која што е пред се застапена на социјалните мрежи, потрошувачите се соочуваат со голем број на измами. При онлайн купувањето, особено доколку станува збор за купување од социјалните мрежи, е потребно како потрошувачи однапред да се утврдат и истражат дали таа продавница е регистрирана фирма, дали има седиште, физичка продавница или пак е регистрирана онлайн продавница, дали продавачот нуди можност за плаќање преку трансакција, преку уплатница во банка и за нарачката им испраќа валидна потврда на мејл. Користењето на сигурни извори на плаќање и избегнување на сомнителни понуди со сигурност може да го намали ризикот од измами. Надлежните институции апелираат доколку нешто им е сомнително да не купуваат онлайн и веднаш да го пријават случајот во полиција.